далечна ноќ, кога месечината ја бакнуваше земјата, се роди едно момченце. Но не плачеше како другите бебиња. Од неговите очи блескаше светлина. Момчето растеше, а книгите станаа негови најверни другари. Тој ја напиша својата прва приказна. Но децата ја зграбчија книшката, ја искинаа на 1000 парченца и ја расфрлаа низ дворот. Тогаш, од сенките пристапи едно девојче и без збор му подаде еден мал цвет. Во тој миг, таа стана неговото сонце, неговиот цел свет. Тие отворија мала книжарница, каде книгите чекаа на полици некој да ги разбуди. Но звончето на вратата молчеше. Луѓето ги заборавија книгите. Во таа страшна тишина, од неговото скршено срце се издигна нешто ново. Големата црна сенка. Конечно, прошепоти сенката. Заедно го изградија својот замок од заборавени книги и напуштени приказни. Што се случува? Паднавме во прекрасна градина со цреши. Не можам веќе! Една врата, друг портал, трета врата, четврта врата, магија, машини, летачки книги, букви што зборуваат. Плюс дехидрирав. Јас сум дехидриран од глад. Филипе, не се дехидрира од глад, туку од жет. Како сакам ке дехидрирам? Ма сигурно има причина зошто букварот не донесе тука. Вкусни се трешките? Вештарка! Вештарка! Што барате во градинава каде полевам, чувам дрвца, билки и разни тревки што растат кај нас. Со магија дојдовме тука. 90% магија, не е 100%. А од каде ви е бушавиот буквар? Знаете за бушавиот буквар? Ги бараме буквите, веќе не знаеме кај тераме. Ние не знаеме зошто сме тука, едноставно сме тука. Тука сме, бидејќи некој ги украде буквите. Ах, да, Јово Буквождер. Една душа мила во темнина што се свила. Како може крадец да е мил? Кој лаже и краде, може само да спие на таван и да има вошки. Или, не знам, нозете да му се кратки. Нешто така беше. Вошки нема сигурно. Го знаете? Знаете каде се буквите? Чај! Кој е за чајче? Јас сум повеќе ако има нешто да се касне. Ама зошто некој би ги земал сите букви за себе? Некогаш кога премногу сакаме нешто, не знаеме да го споделиме со другите. И кога сме себични, тоа што ни е најважно, највеќе страда. Затоа и ги обожувам билките. Тие меѓусебно секогаш ги споделуваат своите приказни. Ние веќе немаме приказни. Тие исчезнаа заедно со буквите. Без буквите сме како билки без корен. Ја пронајдовме само буквата Д. Од другите нема ни трага ни глас. Мора да ни кажете каде е тој човек Буквождер. Следете и слушнете ја природата. Бидете сложни и таа ќе ви го покаже патот. Но внимавајте на бршлените, тие обожаваат тајни. Букви! Бараме букви, а не бршлени! Зад бршлените живее оној кој себично ги крие буквите. Земете го овој свет. Може би ќе ви се најде кога ќе ви биде најтешко. Не е за јадење. За јадење еве едно чоколадо. Само за итни случаи. Фала! Фала!